лица загинаа, а 5 се повредени по уривање на градилиште на автопат во јужнокорејскиот град Чеонан, јави новинската агенција Јонхап. Деталите за несреќата не се познати, но радиодифузерот EHT објави снимка на која се гледа како се урива градба во Чеонан, јужно од главниот град Сеул, вршителот на должноста, председател Чој Сангмок. Повика на мобилизација на целиот расположлив персонал и ресурси за да се спасат сите исчезнати лица и да се обезбедат мерки за да се спречи понатамошна штета, соопшти неговата канцеларија. Калифорнискиот стартап Aleph Aeronautics успешно го демонстрираше првиот целосно функционален летечки автомобил кој може да патува на пат и да полетува вертикално. Компанијата објави видео во кое се гледа како нивниот прототип Alf Model 0 преминува од возење по пат во летање, што веднаш ни паѓа на ум филмови и романи во кои летаат и автомобили. Пробниот лет се одржа на 19 февруари на затворен пат во рурална Калифорнија со воспоставени безбедносни протоколи. Alf Model 0, ултралесна верзија на планираниот комерцијален модел, ги покажа своите способности со возење до паркирано возило, активирање на режимот на летање, полетување за да премине пречка, потоа слетување и продолжување на патот. Кинескиот стартап NGL тврди дека нивниот робот PM1 е првиот хуманоиден робот што успешно извршил салто напред во воздух. Компанијата од Шенџен објави видео од демонстрацијата, што предизвика воодушевување кај присутните. PM1 е помала верзија на SI-1, водечкиот хуманоид на NGL, познат по реалистичките движења. Компанијата веќе привлече внимание со демонстрации на човечко одење, а овој најнов потфат е уште еден чекор во напредокот на роботиката. Според кинеските државни медиуми, полицијата во Шенџен тестира роботи за интеграција на вештачката интелигенција во спроведувањето на законот. Салтото напред е еден од најсложените движења за роботите, бидејќи бара прецизна рамнотежа и контрола при слетувањето. NGL истакнува дека нивните роботи постојано се усовршуваат и се подготвени за поширока примена во различни сектори. Јутјуберката Фреја Фарингтон неодамна се всели во својот нов дом и со само 100 фунти старата кујна ја претвори во модерен простор со ефект на мермер. Со ограничен буџет и многу креативност, таа обоила џидови, освежила ормари, ги покрила старите плочки и додала нови детали, целосно менувајќи го изгледот на просторот. Наместо скапи замени, старата тапетна позадина ја обоила бело, ормарите ги обновила со специјална боја, а нивните рачки ги префарбала со црн спреј. Подот го покрила со винил со ефект на бетон, а работните површини ги обложила со самолеплив мермерен дизајн. Резултатите од трансформацијата ги сподели на YouTube, каде видеото брзо стана вирално, собирајќи над 300.000 прегледи и илјадници позитивни коментари. Гледачите ја пофалија нејзината креативност, докажувајќи дека за стилска промена не е потребен голем буџет, туку само добра идеја и труд.